На Македонија и требаат сериозни економски политики за справување со невработеноста на младите на долг рок, развој на вистинско претприемачко општество и институции за поддршка. Сегашните мерки и проекти за лидерство и вработување на младите имаат само краткотраен ефект, вели професорката Марија Зарезанкова-Потевска. Па затоа, без системски решенија нема вистинска борба со младинската невработеност. Не е проблемот во мрзеливоста на младите, посочува таа, туку во недостигот на институции кои ќе помогнат во реализирање на младинските идеи, како и во непостоењето обновливи фондови што даваат поволни кредити за новите бизнеси. Доколку се создаде еден таков општ поволен амбиент, вклучувајќи го и образовниот систем, да биде во функција на развој на и поддршка на претприемачките идеи и креативноста на младите, во секој случај ќе се создаде амбиент за претприемништво и на тој начин да се надмине проблемот на невработеност. Во државата која се гордее со фактот што над 90% од средношколците се запишуваат на факултет, а во отсуство на добра деловна клима, вработувањето останува најголем проблем за младите. Притисокот е силен, вели Злата Ангелов, кој пред неколку месеци го заврши машинскиот факултет. Аплицирал на 20 на места. Повратен одговор добил само од едно. Пишувало дека е преквалификуван за работата. За другите места се барало искуство, кое вели тој нема каде да се стекне, иритиран од обвинувањата дека младите луѓе во Македонија пребираат работа. Чисто тргнувам од себе, работам од 18 години хонорарно, значи збориме 18 години например в трета средна, крај на трета. Од тогаш работам на промоции, маркетинг. Знам многу другари што пробуваат да најдат работа, работат по кафичи, имаат завршено факултет и кафичот им е единствената опција за заработат пари за себе и да имаат колку толку за екзистенција. Би работеле било што, знам многу луѓе што имаат завршено, не знам, правен, економски, што работат сосема нешто трето, само за да имаат било каква екзистенција. Според професорката Зарезанкова-Потевска, потребни се сериозни промени во општеството, но и плански развој на цела Македонија, а не само на Скопје. Младите, вели таа, мора да ја добијат можноста што ја заслужуваат и да ги прифатат новите предизвици, но не само преку кампањи. Кампањите тие се така даваат импулс и позитивни се, но не може да бидат исклучиво начин и метод за решавање на прашањето на вработувањето на младите. Тоа не може да биде. Значи може да биде придружен елемент кој што од време на време така од летаргијата ги одвојува и ги насочува некаде, но не единствен начин на решавање на невработеност. Последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека 53% од младите се невработени, при што константно расте и бројката на невработени дипломци и магистри. Голем дел од нив работат на места за кои се премногу квалификувани, покажува последниот извештај на Меѓународната организација за труд. Но истовремено, голем е бројот и на оние млади луѓе кои работат на високи позиции за кои немаат доволно образование. Поради лошата деловна клима, малкумина од младите се решаваат да почнат свој бизнес, а се повеќе од нив одлучуваат да заминат во странство и за секогаш да ја напуштат Македонија.